не спомнав истрага, споменав пред истрага, која е во многу рана фаза се уште, така да ќе видиме, ќе се утврдува дали најпрво дали има сторено кривично дело, ако има сторено кривично дело, кој го сторил кривичното дело. Дали овој успешно завршен предмет со оглед на фактот дека јавноста очекуваше да слушне каде завршија милиони пол евра, а немаше таков одговор? Според вас, дали ги задоволивте очекувањата не само на судот, туку и на јавноста? Видете, тоа дали ги задоволив очекувањата на јавноста, треба да каже јавноста. Не можам јас да кажам во името на јавноста дали е истото задоволна или не. Вие сте задоволни покрај тоа што не се даде одговор каде завршија парите? Сум задоволна, да. Точно со осудителната пресуда веќе кажав дека не сум задоволна со висината на казната, особено на обвинетиот Бојан Јовановски. Какава казна очекувате? Па веќе одговорив на тоа прашање, значи не очекував помалку од 10 години. Знаеме ли сега каде се точно парите, односно во чиј џеб, не во чиј дом, туку во чиј џеб завршија парите? Видете, со оглед дека јас сметам дека најголемиот дел завршиле кај Бојан Јовановски и кај Катица Јанева. Тоа е моето лично убедување. Со оглед, самите видовте на се тоа што си купувал без никаков приход, а и самите знаете, вие доаѓате од медиумски куќи, колку чини финансирањето месечно на медиумска куќа, поготово што кај него во тоа време по договор на дело беа стварно доста истакнати новинарски имиња во оваа држава. Ќе стигна ли империја Шторце Камчев како осомничен набрзо во судница и до обвиненијата? Видете, на истрагата интензивно се работеше од страна на двете колешки, сега малку не закочи нели коронавирусот. Се уште не работиме со странки, само со службени лица можат да дојдат во просториите на обвинителството. Така да стварно не знам уште колку ќе им треба до завршување на истрагата. Ама таа е многу крупна истрага, 15 милиони до сега евра се поштетена на државата. И таа е многу постара од рекета. Никако да заврши. Довербата е многу нископадната на целото правосудие. Баш поради вакви случаи. Што не мрдаат од место. А овој се заврши експресно. Сега јас значи предметот империја, ако не го рачунаме овој период со коронавирусот, е релативно кратко време преземен од страна на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Зошто толку време требало? Додека се уште беше во СЈО, мене стварно не ми е познато, ама ви кажувам, пред да фати короната и пред сите овие мерки, мислам стварно двете колешки интензивно работеа на истрагата.